Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Министерството за внатрешни работи, наместо да се бори со криминалот и корупцијата, стана дувло кое служи за собирање изнуда, подкуп и заштита на криминалот. Вината за нападите врз полициските службеници се префрла врз пајаците, а најблиските соработници на министерот Оливер Спасовски собираат подкуп по државата. Јавноста ја интересираат одговорите од кого и за кого собирал пари соработникот на Оливер Спасовски. Дали тој бил линк со одредени криминални структури со кои што Оливер Спасовски се фотографираше во предизборниот период. Дали заради тоа соработникот на Оливер Спасовски како човек од доверба беше номиниран во повеќе комисии во Министерството за внатрешни работи. Факт е дека своето учество во така наречената шарена револуција и работењето за Социјалдемократскиот сојуз, приведениот близок соработник на Оливер Спасовски, добро си го капитализираше. Приведениот беше едно од 15 кадровски решенија согласно договорот од Пржино, кои тогашната опозиција ги предложи за функционери во Министерството за внатрешни работи. Оливер Спасовски си го назначи осомничениот за началник на секторот за прикриени операции, посебни истражни мерки и заштита на сведоци. Корумпираниот соработник ја доби целосната поддршка од Оливер Спасовски да ја врши пресметката и со сите професионалци во Министерството кои не сакаа да спроведуваат партиската агенда на Социјалдемократскиот сојуз. Според информациите кои кружат во јавноста, истиот бил назначен за председател на дисциплинската комисија во Министерството за внатрешни работи. Со последниот случај станува повеќе од јасно зошто Министерството за внатрешни работи е паднато на нивото на кое што се наоѓа сега. Луѓе со сомнителен морал, само заради партиски заслуги, се поставуваат да делат политичка правда и да се пресметуваат со сите оние кои што честно си ја вршат својата функција. Се поставува прашањето на мотивите и издржаноста на сите действија кои досега ги превземал осомничениот. Почитувани, овој скандал во Министерството за внатрешни работи не смее да заврши како скандалот со пајакот. Одговорни и одговорност мора да има. Уште колку случаи на земање подкуп се сторени претходно, а полицијата замижувала. Кој го штител досега и за кого ги собирал парите? Одговорност мора да има и за соработникот, но и за сите оние кои што му чувале грб и му давале позиции од кои што можел да прави вакви дела. Ви благодарам.